Добар ден, драги гледачи. Еве сме во ритмот на денот. Овој пат гостин ни е Даниел Ден, кој има нова песна Тотален фрик. Тука малку ќе поразговараме за неговата кариера и како се движи и малку повеќе и за хуманитарниот концерт. Здраво, Даниел. Здраво, поздрав до тебе и до гледачите на АБГ. Фала ти многу. Кажи ми, како си сега со новата песна, дали има промоција малку повеќе наваму натаму по радија? Вчера беше пред декември и веќе започнавме активно да ја промовираме новата песна. Вчера ми беше максимално исполнен денот, значи од наутро ја промовиравме песната пред се по радиостаниците, неколку емисии, вечерта имав настав во Штип, исто така хуманитарен концерт и еве денеска сум кај вас на гости. Значи хуманитарно се многу расположен. Па секогаш кога имам можност и кога нели на некого му е потребно, тоа ми е задоволство да помогнам. За кого пееше вчера во Штип? Вчера певме за Игор Петрески, ако не се лажам, така беше презимето. Тој е едно младо момче на кој што нели за жал му е потребна помош и се надам дека средствата кои што ќе се собираат заради тоа што е планирано да тој хуманитарен концерт биде во неколку фази, се надам дека средствата што ќе се соберат ќе бидат доволни за успешно лекување него. Да. А сега ќе имаш уште еден хуманитарен концерт нели во Скопје. Зашто ќе се работи тука? Така, значи на 10 декември во клубот 69, тоа е наредна недела, наредниот петок, со почеток од 21 часот ќе одржам свој настап, свој мини концерт кој што ќе го на некој начин подариме или поклониме, односно сите средства ќе бидат наменети за малиот Димитар Богдановски, кој што има само 6 години и за жал му е потребна помош бидејќи боледува од аутистички синдром. Потребно му е значи лекување во Турција и се надам дека со средствата кои што ќе ги собереме таму ќе успееме да нели и он има успешно лекување. Инаку би спомнал дека значи билетите по цена од 100 денари, кои што нели се навистина символична цена, ќе може да ги набават во клуб 69, кафето Њујорк и кафето Паскучи. Водно ќе може да донираат нели преку бројовите 070 077 143 133. Уште неколку подетална информација, мислам дека сите може да пронајдат на Facebook со оглед на тоа што е нели најмногу застапен и значи со сите информации можеме да ги пронајдеме таму, така да сите оние кои што се расположени или кои што можат и кои што сметаат дека можат на било друг каков начин да донираат, исто така има нели жиро сметка, би им било навистина драго да тоа го направат. Ти благодарам за поканата, треба мислам да ги поканиме гледачите да дојдат да помозат. Пред се гледачите, се надам дека навистина убаво ќе се поминат. Што ќе им дадеш на репертоар вака? Па добро, освен моите песни, значи она што го исполнувам и на моите досегашни настапи, тоа е некој си поп-рок фазон, значи не знам, поп денс. Така да, нели, веќе редовно имам настапи секоја сабота, така нели, да не биде реклама, сите можат на Facebook да видат каде тоа настапувам и се надам дека убаво ќе се поминат сите кои што ќе дојдат. Освен така свирки, дали си настапувал по концерти, по фестивали? Па добро, да, значи имам нели моите почетоци се поврзани со фестивали, Окрифест, Макфест, имам настапувано на скоро сите избори за песна на Евровизија. Оваа година некако ги заобиколив со оглед на тоа што заедно со мојата продукција имавме малку поинаки планови, значи извадовме синглови баш во времето кога се одвиваа овие фестивали. Месец септември ја промовиравме мојата предпоследна балада На некој друг. Веќе сега периодов, односно официјално уште од вчера, ја промовираме мојата нова песна Тотален фрик. Кој стои позади тебе во продукција, кој ти ги пишува песните, кој ти ги издава? Значи ексклузивен сум на Месиски Мюзик, односно на продуцентот и композиторот Александар Масевски. Така да тој ги за сега ги имаше сработено сите песни кои што беа поврзани со мене, барем од Скопјефест, така 2009 со Сила на љубовта. Понатаму се што ми треба, акција, реакција и последните две нови песни. Конкретно за новата песна Тотален фрик, музиката и аранжманот е на Александар Масевски, а за текстот овој пат се погриживме јас и Билјана Пашариковска. Добро. И самиот кажуваш дека текстот кажува малку повеќе за тебе. Што тоа всушност кажува? Што кажува? Кажав само дека има многу скриени пораки, би рекол. Во секој стих, значи, не знам, не би ги кажувал јавно што тоа значи, би оставил да публиката пред сесија свати на свој начин, па можеби во некое идно време и ќе знаете кое е моето значење со оваа песна.
Дали самиот си пребираш онака сакам ваква песна да пеам, а не сакам таква да биде. Па добро, не би го нарекол тоа пребирање, тука едноставно нели вкуси на во кој што јас најмногу можам да се пронедам. Така да никогаш не би се дозволил да пеам нешто или да изведувам нешто кое што не сметам дека би требало да го изведувам. Мислам, во крајна линија никој ниту има право, ниту пак ја би дозволил да ми каже што треба да правам, заради тоа што нели крајниот исход од сето тоа би и целата одговорност од тоа што го правам би требало да се го сносам јас. Сепак сакаш да држиш некој стил и некој имидж. Така, некој стил, некој имидж или она кој што сум јас, значи бидејќи јас се давам на публиката целосно и ми е убаво кога знам дека го давам она што јас најдобро можам да го направам.